Криптореволуција, другарчиња. Добре што го изгасив телефонот. Чека да проверам, брат, нем да е замрзнала камерата или нешто па там да ме блокират, да ме избришат. Не е замрзнала камерата, најпат ја проверив. Значи беа ме блокнали нешто, многу зборам. Многу бацувам теорија на заговор у видеото. Затоа ќе направам последен подкаст. Денеска исто ладничко, на плажата не беше уопште ладно, али после стана, брат, сивер. Мислам дека тие американци се легенди. Ја веќе се пакував да си одам и они почнаа да доаѓаат, брат. Не можем да ги разберам зашо би дојдел кога веќе времето станува лошо, кога има толку добра временска прогноза, да речеме. Не секогаш, ама не знам на која се гледале временска прогноза, ама ја на таа што гледав даваше го дека се е окей. Мобето е, другари, дека беше? Сабајле, јас си легнав у 6. Станав у 12:30 пладне, брат, телефон, нема ги, уште еднашка паднало до 99.000 и колку беше. Другари, ја ви кажав, 90.000 нема да падне, брат. Мислам, ако падне на 90.000 ќе биде страшно, да. Да се надејам дека нема. Ама еве, овој гледатели, 99.134 и 99.08. Тоа е знак дека, значи, чим две овакви краша, значи тука паѓа, па сите стават, нели, дека толку и доме 140, па паѓа, собира и ги парите, кренуваме нагоре и сега се умисла. Разбираш, најчесто кога ќе се појават две овакви кои се појават 99, у 60% случаевите треба да коригира до 90 да тестира, значи пошто два пати го е направил тоа. Али, тука овај bull market, другар, не е исто како пред години што беше. Ово е веќе нов bull market, гледате, ја ви кажав, сите ќе очекуваат, цел свет ќе очекува дека толку брз bull market, само што не се станале богати, чеке секе ставаме all in. Ја ви кажав 2026, ама луѓето изгледа, ти викаш 2026, ама они некако не го примат тоа, значи мора предпоставка се вика, значи октомври, ноември, декември требаше, јас што викам, октомври, ноември, декември треба да се најдобрите 3 месеци за крипто, така ли? Ама тоа и елитата го знае дека треба да се 3 најдобри. И они што прават? Прават да се најлошите. Ви што треба да правите, да не трейдате, да не флипате. Да флипате, мислам, ако знаете што правите, окей, али не знаете, не сте 8 години. Значи, да не трейдате, што правите, падне, купите си. Падне, смените си, јас извинувам, не сум финансски советник, смените си од штетните навики, трупате, падна и онма. Како урачи сум. Како чекат, како нема ги такви карактери што никош не сум ги видел да коментира, као чекат да падне и као демекони знаеле нешто, брат, таа кажале ли, шо сте ми кажале, бе, брат? Шо сте ми кажале, вие поема немате на која планетата, брат? Ништо, ниту сте ми кажале, ниту се сеќавам, ниту сум ве прочитал, неги такви коментари, пораки ми праќат, брат, кажав, нигде, дека си кажал, брат, ни коментари има негде, ни на YouTube, и нема да врне. Зашто има такви луѓе што живеат у некој илузија дека нешто они знаат, разбираш ли? Па кога ти пишат, ќе падне така до 99, јас сам ги преспал, гледаш, болем оноа, со извинени. И кога ти рече, нели ти кажаваме, дека ми кажате, брат, ниту пораки има, ниту на Instagram, ниту на Twitter, ниту на YouTube, ниту в групата, шо сте ми кажа? Сами ли си правите, со демон ли си правите, мобет не знам. Појако ќе беше, не да сте ми кажале, да продадевте, да купевте програмирано на 99 и колку беше најниско е, да речеме, на 99 134, вие сте го програмирале на 103 105 да продаде, па сте купиле на 99 и 200 и да ми пратите принтскрин, брат, гледаш, кажаме ли, ништо, брат, вие немате, вие поема немате на која планета сте, вие само сте за Бош Мобет. Како најако се викаше, не помнам името, Швейцарија, експерт, диагнозата. Другари, никој не знае што ќе се дешава у периодот додека, нели, бул маркетот не заврши, господинот Трамп, знаете и самите дека кажи го, самите знаете дека брато не е политичар 100%, туку е бизнисмен. И нормално е да шараве,
Нормално е да шараме нагоре-надоле, ама bull market ки има. Мобето ми е bull market ки има. Дали ке падне и па до 90,000 и до 80 да падне, луѓе. Ало, bull market ки има. Али ке се развлече до април. Я не може да разберам на кој јазик зборам, на шпански или на марсовски или некој инзвоземен јазик ли изборам, не ми е јасно, брат. Значи bull market ки има и да падне на 90,000. Мене уопште тоа не ме интересира дали ке падне. Не сум трейдер, разбираш. Ке паднало, да, гледаш, брат, падна на 99,000. Я, чекам bull market. Не сум трейдер, брат, па да сам, како да речеме, да сум, кажи го, смрак света било дека морав да продавам пар на 125,000, толку леле парите ми треба титно, па леле паднал на 99,000, па леле ке чекам уште неколку месеци или леле да се качи нагоре. Исто ми се фаќа. Моя биткоин е купен на $3,000, Ethereum на 200, на 90, Cardano на 0.03. Едино дал полис ми е у голема загуба само и уния другите токени ще чекам се върнат, брат. Паднало, не паднало и на 50,000 падне, исто ми се факи. Bull market ки има, пак е напомпат и то е. Много лесно е криптови, другари. Много лесно, брат. Драва, уживаш. Това е. Гледайте го ово чудо, брат, што треба да... Биткоин, Ethereum и Cardano што ќе си имат bull market и овие тука што сум ги кажал, што треба да ги начекате, што ќе си имат bull market, ќе си има, запречете се ръкавите, сменете си ги щетните навики, а ако сгрешите да не е овај bull market, другия нема дека да ви избегат овие технологија, ако си имате доволна заштита Биткоин, Ethereum и Cardano, не знам што се стресирате, такви црвени треба да ве радуват. Ќе сменете повише кафе, ќе сменете повише скара, ќе сменете повише пиво, ќе скратите од гардероба, нема да отидете оваа година на зимување, нема да отидете на нова година, нема да одите на летување и братче те ги парите, братче купуваш си и чекаш bull market. Просто не е било, брат. Замислете си на мене како ми е било преди 11 години, немаше кој да ми каже. Сам требаше да читам и да донасам одлуките. Другари, гледајте го во чудо, 100,000 полис DAO се заклучени. За прв пат у историјата. Пак се предела. Урочен съм. 100,000 DAO, другари, е заклучен. И тоа повеќето се на 5 години. Значи на 5 години нема да може да ги отклучат браките. Тоест, еден од бракета сум ја. Додуши аз сега немам, да не се лажеме толкова много заклучено. Ја имам 2800 тест фаза. Еве, Total Locket Token 100,000. Да потврдиме. Мене ми дава 1.99 на ден. Защо се намалило? Не ли беше 2? Паднало ми е месец. И еве, моите са на 4 години оствари. Аз бев ги заклучил на 5, една година помина, еве сега съм на 4. Даваше ми 10x, сега е 8x. Така, другари, еве, 100,000 са заклучени на 5 години. Значи 100,000. Така да, брато е, колко беше? 300,000 ли? Така, Total supply 360 милиони. Значи 100,000, другари, е сериозна бройка. Да се надевам дека уште повече ќе заклучат. И погодете кој експлодира 20. Еве, трейдери били, шо не купивте на 0 точка и повеќе? На Юпитер беше паднала 0.03 нещо. 0.038, мислам дека беше 3.7. Не може да му видам линијата. Отидете тук, гледай како се споило. Значи... Но добре, стави го 0.038. Така да, другари, можеше некој да купи зеледарка да направи пари и ако не верува, па да продаде и што да ви кажем, брат, 200 доларчиња, 200... Нема, то прозевањето е, на нерви ми видеа, ама тоа е. Нема да пиеме кафенце. Да не филозофирам, другари, тука некој може да направи паричка. Ама ја не може да ви кажам.
Треба сами да пратите и ние сме тука. Чекай на секунда само, ово е... Значи, брат... Камери, ветришта, мечки, уши, шо нема се појават, брат, работите. Беги утепав 5 отровни пајаци преку глава ми од во вашето Сиетл. Немаше отровни пајаци, тие камионџии што патуват натам намо, ги беа донесели у гаражата. Таа не знам што тражев нешто, али брато беше од опакото завртен. Значи, директно, брат, не си ни гледа, брат, која камуфлажа има. Скроз црн, до едни стари тамо црни патики, не знам кој ги е ставил. Човече, страшна работа. Те така, брат, киш у гаражите ки умреш. И после ки има конспираси теори. Ево ја ново збореше у Тепаго, а ја си умре во гаражите од Пајако, брат. Да се надевам мајка ми дека не ги гледа подкастите. Мало лажам ги овие за гледаност. Не да гледаш. Глупости. Дека пајаци, тука ние немаме пајаци, трам се живу Тепа. Тука прскат секој ден. Другари, ние сме тука. Тоа случајно мајка ми гледа подкастот. Ние сме тука, другари, значи гледај мен шо ме нервирал годините, брат. Гледај. Не знам, дај другари, принт скрин почнете да правите за тие што сте ми пишале паничарите, принт скрин ки си направите. Знаете ли принт скрин шо е? Значи или ги си ја сликате сликата со тоа и ќе ви стоел позадина на принт скрин заеви, нема се оправите. Значи ќе ја сликате и ги си ја ставите у позадина бекграунд. А ако сакате може да си купите и Z-Fold, значи гледа колкава сликата ќе е. Кога ќе отворите, брат, нема да ми пишувате, да ми паничите тука. Добре што немам звук, брат. Добре што немам... Шо се случи сега? Добре што немам звук. Замисли ако ми беше уклучен звука на телефона. Тоа ќе е било едно 3-40 свирења, пиштење, брат, сигурно ќе сум се извадил од памет дека нешто се е случило. Од 6 сата, од 6, 7, 8, 9, 10, 4 сата сум спал, брат, како топ. Значи нуклеарка да е паднало, нема шанс да ја слушам. Таа REM фаза кај мене изгледа многу повеќе како 7 до сабари. Значи, другари, сликајте си го во. Без паника, бе, другари, бе. Ке паднало на 90. Од дете земете од бабе и дедовци на заем и купете слама. Не може да ви кажам крипто, не е финансиски сојот. Купете слама, братче, сламата ќе ја продадете и од профитот ќе си купите крипто. А ово беше, само да не ми го надат видеото, ово беше, другари, гледај го овај. Ја мисле нешто со крипто е. Final Destination, брат, ово, мислам дека во Америка, ако не се лажам. Брат, ово е стварно... Замисли се, брат. Замисли си, ја ќе умрев у гаражата, ова е брато, братче, ќе умреше од... Да немаше камера и сам да беше, 100% ќе истражува дали некој го утепал. Оваа држава, брат, какви работи може да се десат најискрено, не можете ни да си изфантазирате, брат. Вчера не вчера, пред 5 дена, 3 дена врна дожд, значи, така, пред 3 дена, мислам дека беше 4, човече комплетно си прават мобет, мине 2 ленти улава комплетно мојата линија. Му сред бел ден, бе, човече. Тие тука се камикази, бе, брат. Абе не знаат да возат, човече, го е. Ја не знам, немаме 3000 полицајци не фалат, брат. Тоа е да има само еден undercover полицаец, да земе да се возе, брат, ќе најде милиарда проблеми, брат. Ама само да се возе по улиците, човек, тоа нема доволно полиција, мислам и затвори, не знам да немат веќе да ги уапсат. Значи секој ден се нешто гледам, брат, да ти е преку онова, брат. Умајаме се да бидеме нареални, не сум гледал тие работи, и нели там не возивме таа ерија дека беше. Тука, другар, улезеш ли у сообраќај? Ма на телефон ли да гледаш? Музика ли да слушаш? Брат, слушам подкаст така, не сум концентриран 100% у него и очите ми се отворени 200, брат. 200. За најтивко ми е пуштен за да слушам 200. Значи, не можете ни да си сфантазирате какви лудаци возат по тоа. Не можете ни да си сфантазирате. Final Destination е филмо, е комедија, тука што може да најдете надвор. Кој ме праша, че да пинеме водичка, пиво за брив па. Абе, остарев, брат, не помнам миши. Викав ќе отворам едно пивци.
да се стоплам. Ке рече некој што не ја рокаш климата. Таа клима, другари, во Америка многу ја суши устата, брат. Не знам. Не може да ви покажам, тука ја направено доздоле, милион пат сам кажал. Значи дува, место да дува одозгоре надоле, она дува одоздоле нагоре, логично е, нели, стварно прави некако интересно потопло, што е многу чудно, разбираш ли. Прави многу потопло, али проблемот е многу прашина прави и многу ја суши устата. Не можем на таа нивна такво да се навикнам. А чекај, но филозофија, брат, 15 минути. Кои 15 минути? Ја глед, 15 минути сам вовет. Многу луѓе ми викаат, тоа објасни го во. Брат, 0.10 биткоин. Ја би сам треба да земете да се кладете колку пати ќе се прозевам, брат, ќе направите повеќе неко парат кога ќе чекаме бул маркетот, брат. Што и давам идеи, брат, толку фале, брат, стварно ќе направите како глупост. Добро што не уживо емисијата. Што е финтата со 0.1 биткоин? Математика. Значи, по теоријата на заговор, 0.10 да имаш биткоин сатоши, 0.10 да имаш, помножено по ја викам шо биде се, брат. Помножено по 2035, мада може и до 2045 да биде. Ама 2035. Еден биткоин по теоријата на заговор треба да стане, цел свет више упаѓа у него, страшна криза преживуваме 2027, 2027 исто Тајван, Мајван, Кина напади, Балкано, пепел, нови граници, чуда, Русија више упаѓа, Кина, БРИКС, драми. 2035 се очекува толку да има драма со кеш, со злато, со сребро, со артефакти, со чуда, еден биткоин да стане 10 милиона долари. И таа златната 0.10 што вие треба да купите се и да забрајате, по 10 милиона е вредноста на еден биткоин, така ли, вие 0.10 кога ќе ги продаете, кога биткоин достигнал 10 милиони долари по теоријата на заговор 2035 или 2045, ама 2035 е оригиналното, е еднакво ви станали милионери у биткоин. Тоа е, другари, 0.1. Чека да направам то принт скрин, за да ви го ставам исто како сликичка. Тоа е таа теоријата што нон-стоп ме прашувате. Некој души ме прашава, бев забрел да спомнам. Тоа е таа, значи на вас, на нив, многу луѓе викаат, брат, што истото го правиш? Па брат, 50 нови ми пишат, брат, дај, кажи ми ово, мрзи ги дидат најлуѓе да гледат и никој не може да се разбере. И такви се досадни, нема да пристанат да ти пишуват додека не снимаш. Тоа е, милионер може да станете со 0.10 биткоин. Ако ви многу да чекате 2035-2045, за вашите деца ќе биде перфектно, не бидете себични, така да вашето и без тоа веќе е поминало. Други ме прашаа да не упаѓам у теорија на заговор. Чека, има такво. Има, кажи го, музика. Пошто другари не можел да чека теоријата на заговор. Другари, овај дел Украина е нашто едно од нашите 16 племиња што се бега од Римската империја и се населува кај више постоечки исто наши луѓе кои што биле праќени од различни македонски кралеви низ 6000 години историја да истражат тај дел. Градата е доста мистериозна, прават се луди, али одоздоле има чуда, и у Македонија има, и на цел Балкан има овакви работи, само не се кажуват. И да, ако ние направиме доволно биткоин, крипто и чуда, парички, ќе можеме сами да истражуваме не у Украина, ама у Македонија. Мајчката ќе биде страшна, само не тука Пепе и Доге, и не Доге вобеше, Доге вобеше Шива. Ова е јака сликичка за мајчка. Другари, тоа чудо биткоин е изберено од елитата. Ке се јапете за газенството со извинение 2030. Ако мислите дека 2030 е многу далеко, 2035-2040 има така да ви стегне, брат. И ке се наврнете назад, ке се викате ке се јадете живи. Како ја што се јадам на на Star Wars, Age of Empires, на наградите, брат, не знам. Не се сеќавам, имаше еден трейл кој че еден да го прашам, Иван Мишев,
не знам дали ги гледа подкастите, брато е експерт от това време за компютъри и сега. Нещо ми е матно, пробваше со PayPal нещо, кај Ацо, Voodoo компютерите, пробваше нещо со PayPal да поврзе и не знам защо мозъка ми прави филмови, дали сакаше да купи биткоин, не верувам, трябва да имам да го прашам, а не мислам дека не прати нищо от моите подкасти от крипто, трябва да имам да го прашам, шо сакаше да направам тогава со PayPal. Оти знам дека биткоин не се добиваш се на награди тия азиатите, не се кам дали бе японци или кинези, мада мислам дека бе японци сака нели да купуват од игрите, ама не се кам дали овај брато сакаше нешто ми се навраќа филмо, дали сакаше да купи со PayPal биткоини. Од тоа време мислам онака дека се само со PayPal купува нешто, таа слика ми се врте. Другари, поема немате вие за спартанците, значи поема немате, кога ќе донесам таа мапа има да се шашардисите, брат. Тие, брат, нема да верувате шо ни се на нас. И мене ми беше чудно, Филип II Македонски никако не ги нападна. Па дури се зајадова преку таа дипломатија, они вика ако дојдам, и ве му викале, ама ако дојдеш, брат, тоа го бев читал, замисли си Филип II Македонски у тоа време која армија ја прави, само што треба да кренува на кај Персија и си вика чекај луѓе, нели да се осигура тука, кажи го, да се осигура, како се вика, да се осигура, нели дома да му е безбедно. Леле, па се камерите уклучи. Другари, јас се извинувам, мора да прекинувам така, оти камерите, кога ќе почнат, има моментално надвор има страшна бура, страшен ветер и мора да проверувам оти така, ако се активират некои камери, не е за фраканците, то трябва да се види дали ветер, дали шо е. Не се докашав, значи замисли Филип II Македонски, оти много души ми пиша, 2-30 луѓе, брат, уфрли чак пат нещо инфо и затоа уфрлям за нив, 2-30 луѓе не е малко, брат, то е 20-30 лайка. Парички се правят, центименти, сега ценам. После се донира там 2500. Значи, Филип II Македонски, другари, прави страшна армия, нели треба, всеки паметен крал трябва да си осигура кралството. Антипатър го става начело да пазе. Типо, брат, у македонската история, некои историчари на времето, колко ще ме матно ще имат читано такви забранени книги на времето, ми го имат спомнено, сеќавам се, само тогава и вали да беа некои забегани гръчки книги, Антипатрос го вика. Не верувам да е Антипатрос, трябва да е Антипатър. Типо 5 сезони, мислам, по 10 епизоди, по 3 сата е малко за него. Ние нямаме историчари, нямаме македонски политичари, нямаме режисери македонци да вземат да направят нещо такво, дека Антипатър, луѓе, не можете ни да си, јас ке си очувам за подкастна информация, не можете ни да си сфантазирате кој лик е тоа, брат. Не можете да си, каков Александър Македонски, каков Филип, каква Олимпия, брат. Типот да не е бил Македония, ке е била граѓанска војна страшна. Ще ни уопшти история да не мало да оде како шо оде. Типо, брат, Антипатър, јако читав се, исто шокирав како за биткоин прв път почавам да читам Белио White Paper, Белио Ист и на чисто малко прочитав и више се шешардисав, исто како за Антипатър што се повргав. Значи, типо, брат, сега ми текнае, не знам, гений. Дипломатија овие денеска тука. Ја мислам дека дипломатијата у времето на Филип II мислев дека е јака, на времето Александър Македонски мислев дека е јака, на Олимпија дека е јака, оти она е знајала, многу манипулатор е била. Неко секоја жена, ама како повеќето што сум ги запознал, али Антипатър шо е направил, другари, не знам, брат, здраве да направя милиони 2035, ако не би снимал филм некој да финансира на плуката. Само не може да ги скопаме целосните информации, али типо е бил гений.
Една работа, едни ще ми безни верали американци онaj път на плажата, нещо ау и покажем ги, добре ще ми се онаде видеото. То алгоритъм е интересен. Кина, шок кина има за Америка, другари викам, че ово свест да се завърте. У калифорнийските планини ВОЗ се появува и изчезнува, така ли? Изградено 1876 у гранит, замислете си кое е такво е, со black powder и шавъл, со динамит и со фактички со лопати. 3000 кинези у Калифорния, другари. Забележали сте такви кълбойски филми, които гледат чак се поява някой кинез? То не е американска фантазия. Един ще ми вика, това е глупости на Холивуд филмовите. Брат, тия не знаят дека тука в исто време руси, кинези от цел свет се доселували. Брат, не само англичаните, тук ирци, такви французи, нели тия колонии, що са ги пракяли тук затворениците, показна, разбираш. Брат, тия не си знаят историята, бе, брат. Коки ти речат, тук тайна, Чайнатаун. Брат, то е ремек дело. И ти, коки опражаш, он е тук още, брат, 1876. И покажем го и они щама. Значи, брат, друго му викам, знаете ли дека гражданската война русите са спасили? Глупости. Чат GPT, Google, брат. Дуро ще учи това в школата. Сега знам дека Македония е катастрофа, ма. Брат, троица американци, един мексиканец, мексиканецо знае, замислете си за Първата светска война 1914. Какво ми рече, вика македонец, вика го утепа, вика австро-унгарецо, вика и почна Първата светска война. Какво гледам. Вика, Втората светска война, вика, вика македонец, вика утепа, вика сръбския крал. Какво гледам, овие така го гледат. Викам, брат, деки читаш тия работи? Че вика, читам, у Мексико вика науча. Вика македонец. Да, вика македонец. У Мексико. У Америка викам, вие шо викате, бе, точно ли? Ти вика, вика, ние не учим такива работи. Я бях шокиран, тай типо беше 55-58 години, не къде бил. Просто ме шокира, брат, на плаща. Че мексиканците, брат, ще ги интересират да проучват. И много баба, вика, вие македонците се спомнено, Библията, вие македонците, вика, низ историята, вика, сте направили чуда. Ще викам, брат, да идем там до Мексико доле, да малко да изтражуваме, викам, за история. Имате ли, викам, книги? Интересни, вика, има. Значи, пази, накрая памет, нямам документи да пътувам, накрая памет не е текнало, у Мексико има луги, книги, които вали на някой ги е забрал да ги унищи. Значи, лугите учат, читат. Buy the dip. Един им беше предал, ти си брат, я имам повече косо, давай, така да, аз съм купил, купи ти. Ово иначе ми прати, каже го Трамп, дека викам, брат, викам да почнем булмаркет, он вика, Гуги, не се нервирай. Това е баш, го правя в момент. Вика, Гуги, не се нервирай, брат, не се нервирай, сега ке почне, вика, издържи малко, викам, я не се нервирам, викам, моите другари, викам, но сме яде, брат, що значи, що парли ке вземеш? Пуми е песок, не, пуми е сол. 30 минути кога помена, брат, първа светска война, втора, ама мора тия работи малко да ги обацам дневното, брат, дневни вести, що се е случило с моя живот на плажата. Нема, никой скочи, никой мексиканец, брат, и мексиканец знае, американците нищо не знаят. Трамчо, господине, молам ти се, брат, доста драмите, македонците ми пракят поръки, веке доде една шкала, брат, да не чекаме 2026. Един път друг вика, брат, споделя го, защо? Вика, вол съм я. Вика, до там стигнав. Али може да кажа по дебилината на овай лаптоп, брато, да не е со гейминг некой лаптоп да седе. Другари, нямаме. Да направим дневни вести, джаве паничите. Нема, 8 за африканци.
we're pushing the block at 12. I'm sorry to have to do this to you. We gotta turn you again, sir. We're gonna put you in the block at 2-2. We have an unconfirmed bomb report for your flight. We gotta get you away from the airport. Make a 180. Checking Mike and hold shortly 1. All right. Making 180, Mike, and short runway 1, United 5-0. Yeah, very good. No worries. Я помислих да не е поврзано со ово, ама не, денеска еден авион, брат, на UPS, мислам дека беше, брат, како падна, страшна работа, може да го имам доле видеото, али ова е некој се заканувал дека има бомба и е тражил 500,000, пола милионо крипто. Колко е глуп, брат. У крипто ќе те фанат, бе, другар. Нема тие луѓе се неписмени, брат. Многу криминалци има неписмени. Пентагон, Хексагон, Октагон, портфолио гон. Леле. Ево еден другар ми прати од Флорида, викам, брат, проверили си портфолиото? Вика, да. Овие другари, најискрено да ви кажам, јас сум го кажувал мобето, како нема, многу се нервирам дека тоа почна ковид од човек пред 3 години, тај ковид ново ме зафркна човек. 13 милиона долари килов. Пакувам се, литам, викам за Дубај и почнува ковидо, имаше за 500 долари имаше апартман на месец, дури со теретана. Базен сеоти, нели беа многу згради беа изградили и тоа беше зимото, мислам дека беше некако така. Кога почна ковидо? Не ме тикнува. Знам дека беше ладно, требаше се пакувам и ние беме тука први у Вашингтон, Сиетл, кенејците демек слетувале, па тука прво се прошири и на нас највеќе ни забранува, тража вакцини и 300 чуда. Иначе, другари, погодив и предвидов дека таму нема се плаќа данок, значи замислете си таму да искишира в свежио. Ама нема, тај ковидо ме завркна многу. Тегово. Ја не знам, до сега нема загинати, Господ да ги чува. Мислам дека тоа беше страшна работа. Тоа е целото од авион. Овие слики, видиш, се досадне. Тео ја. Тоа ли? Уата. Тие туку у камионите, како преживеа, брат. Да се надевам дека пилото е преживеало и кабината некако... Леле, зависи на тај пилот како ми било, ама многу, брат, многу бензин. Тоа само што е напунен. Само што е напунен и... страшна работа. Овие слики джаве ме ги праките, другари. Тоа кој знае што се е случило, не велувам да е крипто. Може море неке да е за гейминг, брат. Нема туку, америчката полиција нема за фраканција, брат. Пукала рандом. Ја ви викам, секви будали, еве, возите си, рандом пука, брат, по паркингу. Секви будали, брат. Ама па, алалди, оваа полиција, брат, 90% е многу кул. Така, бе, тя да бев како него и треба да го изгазат, брат. Оти затворат ги и после ги пуштат. Овај да го гледате KG, другари, да го гледате дека алала му е. Че само да не ми го онадат канало, дека беше. Оп, чекај, брат, че да не ми го надат. 134 се огледале, тие го па саботират. Почнува да зборе за старата, за Zing, за airdrop, значи официјално е амбасадор. Официјално е амбасадор и колку ја го гледат? 85,000. Машала. Ова е па нешто хакнал, легендата. Другари, не знам зашо ме фаќа некој луда дремка. Значи мозоко е навикнан, брат, да пие кафе и толку многу ми се пие кафе и сега дури под халуцинација сум, толку, тај што се усели доле сега новија под нас, кажи го, правил такво органско кафе, мелено, и сега го осеќам, миришем го и брат, лиги ми течат, брат, тресам се за кафе, брат, као наркоман. Страшна работа е тоа кафето, брат. Бат мајки го убијам, брат.
кафе е варил, цела кукя мирише на кафе, брат. И сега ми се пие кафе, човек. И сега Мозоко намерно прави да ми се спие, само и само да дойда до кафе, що няма да измисли. Вировайте Мозоко прави това. Ако мислите дека сум луд, прашајте доктор. Зикеш, джава ме прашувате, ја ви кажав. Пред 4 години технологија, све, гледаш што викат. Zcash е emergency alternative to Bitcoin for user кои приоритизират трансакција. Privacy transactions. Македонски се го забравив. Другари, пред 4 години го бръмнам. Не можев да ви кажувам купете. Ја купив, профитирав и го надов. Кажав ви газата на куќата уште чува. Сега си мисли дали да го смене за Cardano или за Ethereum. Ја му викам да го смени, може и пола да го смени, или 60% Ethereum, ова е 60% Cardano, 40% Ethereum. Чудото, другари, си е технологија, ја кажав, ама експлодира, никој ништо не најави, сега сите се правят паметни. Кој е чувал, многу македонци почнаа да пишуват, брат, не се кере, остаги, ние профитираме, алал да ви е. Само да се надевам дека не сте смениле за USDC или USDT, да сте купиле за Cardano или за нешто. Еден што викаше, брат, ја го продав на профит сум, а ушо го продаде у USDC. Брат, не. Зашо ке ти тај, требат ли ти парите? Не. Брат, смени го Ethereum, смени го Cardano и там ќе направиш профит. Ама не да го врнам на Zcash, мошке онадова, мошке имал, кажи го, 20. Мошке се каче. Брат, ти си чува 1, 2, 3. Ако се каче на 3000, 4000 да продаваш. Ама не си играе така. Оти ние не знаеме што ќе се деси. Тие другите братче ставаш ги у Cardano и Ethereum, там 100% знаеш да ќе направиш пари. А тука е предпоставка. Ама ако тука се каче 4000 што правиме? Ама ако се качи. А Ethereum и Cardano 100% ќе се качат, брат, за да профитираш. Ама овај не знаеме, брат, предпоставка е. Овај требаше до сега да е $10,000, $8,000, $5,000 ли? Не. Така да, другари, сега пишете барем коментари, бе, брат, там да се јадеме у коментари. Ended the Biden, and so the president is correcting that wrong, and he has officially ended the Biden administration's war on the cryptocurrency industry, and I think that's the message he sent with this pardon. Karen, yes. Back on the, and so the president is correcting that wrong, and he has officially ended the. За времето на Байден нямахме такви кризи. Ей, брат. Ти утепаше пожарикарите, бе, брат. Абе, не знам, брат, знаете ли, човек може да возите 30 минути, 1 сат, да не видите ни едно полицейско возило. Верувайте, знам и undercover да препознавам. Значи, брат, фали ни много полиция. Замислете се, луѓе, колко балканци, мъжища, стабилни луѓе се тука, мислам се одбиени за виза, што са ми се жалиле, се одбиени за виза, брат, па донесете от Балкано, ставете и стренирайте ги. За тази Црногорец ми интересно нещо, нема информация, ако некој знае да каже. Значи, донесете ги, брат, от Балкано, аз съм сигурен дека ќе бидат 2000 пати по-добри, ова какво каже го полицајци от тия 10% што се стварно корумпирани. Значи, нема да бидат толку, нели, до лавато криминал, ко знаат законите какви се затворите. Донесете, фалат полицајци, фалат пожарникари, фалат војска фале. Брато, вие ако се одлучили да се другират и да се пиянчат, зашо ги стопират визите от Балкано? Имам луѓе што сакат да дојдат да живеат тука. Еве ја, например, не ги имам, сакат. Дадете и виза, не ги одбивајте да дојдат луѓето да работат. И со македонски камионџи инциденти, ја не сум чул такви луди инциденти, брат. Може да има, ама не сум чул. Со овие, братче, овие не знаа, овие се неписмени, брат. Овие индийци и овие другите се неписмени, брат. Неписмени се. Не знае англиски, не го интересира ништо. Company sells 970 биткоин. Колкото 970 биткоин, брат? Значи taj ги е продадел на 105 ли? И шо направи, брато, бе? А чекай, cutting the depth, чекай да видим, sequence, communication, offloaded 970 биткоин, cutting its depth to 94 милиони. 94,5 милиони. The first Bitcoin treasury firm
To sell its holdings. Може ли се на 125, може да почека до 150, али компанијата толку дугови да си скрате, фактички после ќе земе лоан од банката, може да купи и други работи. Брат, овие се направиле голема работа. Ово е јако за слика. Ово е, брат, ово е реално. Ово е реално и брутално. Овие, кој ќе ми речат некој што не ги читаш, брат. Другари, овие ме блокира, плука и сега они кажуват и они ќе прават. Дека беа, брат, пред 11 години. Друго, ние луѓе, ја не пратам, тоа треба ке Иван да гледате од сапорт. Другари, не е само еден што вика, бе гледај братче, ово каже го, што се случи у крипто. Другари, 730 билиони wipe out from US stock market today, брат, дај жити се, брат. Сега, ко пишете некоја глупост, само да се зајадуваме, брат. Сега, а тука, па и ово го влече крипто. 730 милиарди. И толку. Што сакав да кажам, чека друго. Што сакав да направам, да му посветам на другарчето внимание, брат. Слободан. Значи, пај се, брат. Типчето требаше, знаеш ли колку луѓе Слободанчо ми пишаа да ти ударам блок? 30 луѓе. Неке да стават лайкови тоа, нели да не се сега. 30 луѓе ми пишаа да ти ударам блок. Јас знаеш ли кажав, не бе, нека од вечкото, давам му шанс. Значи, пази. Славчо и брат му се мача да направат вебсайт, бесплатен вебсайт на македонски, да го одржуват, да се има нон-стоп вакво видео. Еј, нешто, треба да му пратам на Славчо, тука вчера еден ден ми беше кажал дека е заглавило нешто, дека беше само не знам, ќе го најдеме. Значи, пази, Славчо и брат му се мачат, така ли, да направат вебсайт со шо побрзо тај вебсайт да има, транслейт и да работи, така ли? На македонски. И сега брато шо се буне? Брато натисне на било кој линк од тука што се постира, нели, од вебсајтот и тоа го однесе директно, да речеме, натиска го, така ли? И гледа се, тоа ќе го однесе директно доле, дека е, каже го овоа. Ќе го однесе, зашо го не го однесе? А во е Твитер, оне надел, чекай дека е мојот линк. Ќе натиснеш. Вебсајтот, не. Ќе те однесе директно до тај линк и ти си го пуштеш, разбираш, намеш си превод и си го гледаш, така ли? Тоа е. Али финтата шо е, момчето чинеш дека плаќа subscribe, деко иде. Чинеш дека брато плаќа пари и subscribe, да вебсајтот треба да работи перфектно, значи има си грешки, да. Значи он сака вебсајтот да работи перфектно, да нема грешки, па у стилу со ефтини финти за реклами за сајтот што правиме, ние се чудиме сега што е работа. Ние со Славчо 2 сата тумачаме, никакви реклами немаме, ништо не може да измозгаме, разбираш. Сакаме и 20 нели да видиме Славчо како тај што го одржува и креирал сајтот, ја што нели сам го порачал што се вика. Се чудиме што е работата, типчето го господине го чекаш, гледаш колку 14 сата брат го чекаш, не 14 сата уствари. Чекаш го сати да одговоре. И ние се чудиме што е работа, нели да провериме вебсајтот што е работата, како е. Со ефтините финти за реклами сајт што правиме, ја се чудиме. Прашалници, ја викам какви ефтини финти, нема го да врне. Викам ќе одговориш и со ефтиниот коментар, нема да го врне. Ја мислев дека ме провоцира за тоа што ја нели нонстоп кажувам дека стварно многу луѓе што прават вебсајти се ми кажале дека се многу задоволни од вебсајтот, дека вебсајтот преведува и видеа, преведува и твитови и се презадоволни, оти луѓето не знаат
да речеме, тие што знаат веб-сајтови да прават, го дават на постери луѓе да гледат за крипто и се презадоволни и воодушевени сакат да знаат Славчо како го е направил веб-сајтот. Разбира, Славчо нели не кажува најнормално дека он ќе ги прави тие сајтови. Уиднина ако сака некој да порача на други јазици. И типчето братче се зајалува со Славе и со нас. Разбираш, ама ја убава му врнав и му удрив една забрана. Добре, Слободанчо, што не те блокирав. А те помнам по фаца нешто и пред тоа беше нешто пишал слично. Многу одамна. И вика колку скрола сајтот надоле, колку скрола сајтот надоле кога се отвара, колку скрола сајтот надоле кога се отвара и коментар за сајтот смее ли да се даде или не, чини одма. Брата бе, пристапо не ти е, значи зашо тука правиш нешто као стилот ти топлата вода си открил? Разбираш ли? Пиши, Славе, здраво, Даниел, нешто има неуред со веб-сајто, треба да го поправите, ја мислам дека тој е неуред, таму и таму е веб-сајто заглавил, дали може да го направите. Абе, другар, ти не си предплатен на веб-сајто, па со вака на нас тука да ни се понашаш, као стило дека ние нешто сме дужни на тебе, да ти седеме и да се тресеме, леле, веб-сајтот не работил. Што е веб-сајт е направен за заедницата, брат, да работи преводо. Натам ќе го совршуваме. Ама ти ако тоа го знаеш за веб-сајтови, да се експерт, што направиш веб-сајт за сите овие крипто работи да се преведени на македонски, на српски, на бугарски, за сите там балканци. Тоа му стило начинот кој враќа, колку скоро нешто. Натиснеш го и те носи там. Ја уште не може да го разберам овој човек што сака да каже. Ураган. Значи, брат, као стило, коментар за сајтот смее ли да се даде или? То не е коментар, бе, човек, тоа е најдолно што може некој да избере таков речник да наде. Коментар ли е тоа, брат? Тоа е уличарско понашање, брат, што го надувате. Че ние сме седнали тука плугата по нас. Седнали сме да надеме без пари вебсайт да се и ти седеш и ни го надуваш. Кажуваш ни на нас у стилу као демек еве плаќаш $5 subscribe на месец, па нешто е паднало, па ти не можеш да ги добиеш информациите. Море треба да ставиме на вебсајтот и да се плаќа, па да ви дојде акало. Среќа што не се многу како тебе. Ама братче, ќе пишеш коментар, порака приватна или еве ко толку имаш желба коментар дека се открил топлата вода нешто. Ќе пишеш коментар, Славчо, Даниел, абе нешто сајтот зашо ако ќе натиснеш те скрола, не дава да скролаш, па ние ќе ти објасниме, братче, ќе си напишеш криптореволуција.com, разбираш ли, па ќе можеш да скролаш дека сакаш да скролаш и да правиш што сакаш. Разбираш? Ќе скролаш, ќе избереш видео, ќе скролаш. Значи кога ќе натиснеш линко, најнормално дека ќе те однесе директно до тај и не можеш да скролаш нешто. Ја уште не можам да го разберам што сака да кажа. Не му дава да скрола. Пиши коментар културно, здраво браќа македонци, многу убав вебсајто, али зашо не работи ово, дали може да го поправите, дали да ми кажете не, а не устило улава со речник за да се кара. За речник да се кара 30 дена да не можеш да коментираш. И без тоа за групата ништо немаш предонесено. Така да луѓе едно време нонстоп се изнервирав и блокирав. Ај се давам шанса, ама кажувам ви дека па треба да се врне тоа таквото. Не ми требате да коментирате, брат, ако не знаете да се понашате, брат. Ништо не помага. Само одмагате да се изгубам времето да треба да коментирам. Така да, другари, трупајте си таму, ако нешто не работи, пријавете го. Не работи видеото, Даниел, Славчо, не работи X200 нешто блокирано, корисни видеа, не работи преводо. Пишете. Никој не знае, неколку пати, брат, например, не работеа, сам дознав ја. Што се вика? Пишете, помогнете на заедницата, брат, а не само гледате да се карате, брат. Ке бидете блокирани наредниот пат ако така ми дигате притиску. Не пием кафе за да го спуштам притиску, така да пазите. И Кристијан ли беше, брат? Ја па Кристијан, брат. Гледаш некој Кристијан, брат. Слободан, дужиш пиво. Шо ми изнервира.